е институцијата председател на државата, тоа е јас. Добро, од каде господин Црненковски таа негативна енергија? Мислам дека вие сте всушност жртва на собствената политичка кариера, бидејќи безмалку во изминатите 18 години поразивте све што можеше се порази на политичката сцена, со исклучок на Никола Груевски, и Петар Гошев, и Васил Тупурковски, и Тито Петковски, Киро Глигоров замина во политичка пензија. Во еден Лјупчо Ѓоргиевски, во еден момент останавте изолирана политичката сцена, безмалку од сите тие големи играчи. И тоа беше сосема нормално, се очекува дека целиот тој гнев на таа неуспешна, мизерна македонска транзиција ќе биде струполен врз ваши плеки. И мислам дека всушност Бранко Црненковски, одејќи од победа во наводници на политичката сцена, стана најголема жртва на македонската транзиција, односно човекот кој е единствен виновен за целата ова мизерија, беда во која ни денес живееме. Можете ли вие да се сочите со тоа? Прво вака, постојат некои стереотипи кои што во подолго време се негуваат, се надоградуваат и нормално потоа се прифаќаат, без да се води дебата дали е тоа така или не. Например, стереотипот Бранко Црненковски или СДСМ се 18 години на власт. Лага. Добро, колку сте години на власт? Ако сум бил 8 години премиер, вистинската власт во моји раце, бидејќи вистинската власт е во рацете на владата, премиерот и парламентарното мнозинство, е во тие 8 години. Ако ги додадеме и 4 години на други премиери од редот на СДСМ, тоа се 12 години. Крај, завршена е приказната со владењето на СДСМ, кое што е дури и поголемо отколку владењето на Бранко народот верува во таа флоскула дека СДСМ и Бранко Црненковски 18 години владее во Република Македонија. Само да прашам, дали тоа значи дека јас сум владеел и кога Лјупчо Ѓоргиевски бил премиер, а Груевски бил министер за економија или за финансии во владата на Груевски, кога се продаваше ОКТА, кога се случи војната во Македонија и слично. Дали сум ја одговорен за период кога Клюсев бил премиер на првата влада во Република Македонија, која што доминантно беше од ВМРО-вска провиненција политичка. Дали сум ја одговорен за овие 3 години сега, кога е Груевски не само премиер, него има концентрирано кај себе целокупната власт и моќ. Пред да одиме на вториот, односно третиот блок, дали Бранко Црненковски се исплаши, не се кандидираше за втор мандат, две кратки прашања. Имавте пазар со Никола Груевски изминатите 5-6 години? Никогаш. Дали Никола Груевски сега новата звезда, Бранко, звездата политичка во симнување? Да, ја мислам дека златниот период на Никола Груевски заврши, дека нивната политика, ја тоа често пати сум го спомнал, кога спомнам и сега, значи, постои една изрека дека некои луѓе можете ги лажете цело време, ама сите луѓе само одредено време. Мислам дека периодот на лажење на Никола Груевски на политичка сцена во Македонија завршува. И на крајот на кришта и покрај убедливата победа на председателските и на локалните избори. Граѓаните? Па не, СДСМ нема шанси. Никакви шанси. Бедно е тоа чувство, господин Црненковски, да одредени политички партии се менуваат на власта за да го лажат народот. СДСМ нема никакви шанси ако се обиде со истите методи на истиот начин како што тоа сега го прави ВМРО или како што во одредени периоди во минатото го правила самата СДСМ, нити да ја врати довербата на граѓаните, нити да ја освои власта на следните парламентарни избори. Која гаранција да ви веруваме новија збори, кои збори ни кажуваат 18 години? Па видите, во тие 18 години имало многу причини да ми верувате на тие зборови. Значи, доволно уште еднаш да ја веруваат граѓаните? Не, ако ги погледнете клучните точки или столбови на кои што се потпира современата македонска држава, почнувајќи од референдум, донесување на Устав 1991 година, реформа на целиот систем од повеќе партиски во демократско општество, од социјалистичка самоуправна економија во пазарна економија, болна транзиција. Некој тоа мораше да го сработи. Сега ми личите на младоженец кој се фали пред дедото и бабата на идната сопруга дека е добар, да може да му ја дадат. Не, јас само ги потсетувам луѓето. Ја не измислувам. Бидејќи противници са би ви рекле, не знам, олигархијата, атентатот врз Киро Глигоров, не знам, смртта на Борис Трајковски, знаете, тука можеме да наредиме 15 лоши причини. Не, они ќе кажат за заушките. Епидемијата за заушки, дека јас сум виновен или за нешто друго. Проблемот е нешто друго. Дали некој тоа мораше го сработи? Дали во Македонија вие лично дека не сте виновен за ова мизерија во која живее македонскиот народ? Тоа е клучното. Јас верувам во нешто дека никогаш ништо не сум направил со предумисла за да направам нешто лошо за народот. Секогаш во тој момент кога сум донесол одлука, сум верувал, сум бил убеден дека е тоа најдоброто за граѓаните и за народ. Дека имало грешки. Дека некои од тие мои потези потоа предизвикали одредени штети, тоа мене ми е јасно. Меѓутоа ја никогаш не сум бегал од работата и од донесувањето на одлуките. Некој
реформата во Македонија мораше да се спроведе. Приватизацијата во Македонија мораше да се направи. Не само кај нас, туку во цела Источна Европа. Изразите олигарси, тајкуни, не ги измисливме ние. Некој требаше да биде и жртва на таа приватизација. Се е прашањето дали Бранко Црнековски нема да биде политичка жртва на таа приватизација, дали со тоа можеби вие запечатена политичката кариера. Можеби, ама тоа нема го одредиме јас и вие во разговорот, ќе го определат граѓаните на следните избори. На крајот на гришта, кога заврши приватизацијата во Македонија? Па Никола Груевски вели дека заврши транзицијата сега и дека ова е смрт на транзиционите политичари, вклучително и Бранко Црнековски. Па добро, а Никола Груевски кај го брови период 98-2002, ако сега завршила транзицијата? Кога тој беше во владата 4 години на Лјупчо Ѓорѓиевски. Сакам друго да кажем, дека приватизацијата во Македонија, клучните реформи во Македонија во економската сфера и градењето на пазарната економија завршија 98 година. И ние ја плативме цената на таа транзиција. Во 2002 година со 500.000 гласа се вративме назад. Граѓаните, значи, ја имаа приватизацијата зад себе како искуство. И во 2002 година рекоа, слушајте, оваа политика која што ја нуди Социјалдемократскиот сојуз во однос на оваа импровизација од политика, неодговорност, несериозност, хазардерство, катастрофичност што ни ја нуди оваа структура на ВМРО ДПМН е нешто што ни нуди стабилност, сигурност, перспектива. Ние имаме таква ситуација сега. Повторно Груевски е тој кој што се обидува постојано да ги подига надежите, очекувањата и при секој нивно неисполнување да пласира уште поголеми очекувања и надежи. Значи, ако беше првото дека ние ќе имаме по 400-500 милиони евра годишно странски инвестиции, кои што не ги реализира, сега имаме 8 милиарди евра во наредните 6 или 7 години, а во првите 6 месеци оваа година имаме 0. Ако претходно беше ние ќе раскрстиме со невработеноста и со сиромаштијата во државата, нели, дојде вистинската власт, која што само требала да биде избрана и веднаш работи да ќе тргнат во добра насока. Ние имаме ситуација каде што невработеноста е сега поголема отколку што ја презедува, сиромаштијата е поголема. Не е тоа резултат само на светската економска криза, која што дури допрва последиците ќе ги почувствуваме, туку таквите ситуации и таквите состојби ги имавме и пред почетокот на светската економска криза и последиците кои што дојдоа во Македонија. Да не забораваме уште и дополнително дека не убедува дека нема да почувствуваме ништо од таа криза, дека дури тоа е голема шанса за нас. Бидејќи ја мислам дека беше свесен, но ти во ниту една ситуација немаше да доби. Па, он е политичар кој што не трпи да изгуби. Поточно, он не трпи ни да ризикува. Камоли на последните избори, он веќе беше јасно дека со било што да истрча ВМРО на овие избори, ќе победи нивниот кандидат. Затоа што ќе изгубеш. Човекот многу добро процени што го очекува, каде му е местото во овој период, и не случајно го избра токму Фрчковски за оваа трка која што за оваа трка за новиот претседателски мандат. А не се кандидира затоа што беше јасно дека Црвенковски ќе ги изгуби изборите ако влезе во уште една трка за претседател на државата, пред се заради условно кажано новата коалиција што во меѓувреме се случи помеѓу ВМРО ДПМН и партијата ДУИ, која што беше главен партнер на СДСМ во албанскиот блок. Една од причините е што тој сметаше дека неговиот рейтинг сигурно не е толку висок за да може да победи на овие избори и виде дека влијанието како лидер на опозицијата, дури само како лидер на опозицијата, може во одредени моменти да биде многу поголемо отколку функцијата председател. Па мислам дека аргументот што самиот го кажа е точен. Тој вели, јас му верувам, дека во овој момент за Македонија е потребно да се постигне дисконтинуитет во политиката и тоа не може да се направи од позицијата шеф на државата. Проблемот е што иста беше ситуацијата и пред 5 години, кога тој дојде на позицијата шеф на државата и тој ја прави аргументацијата на известен начин слаба.